Со трактори и друга механизација, земјоделците од Кочанскиот регион на празникот 11 октомври ја блокираа едната коловозна лента од магистралниот пат Кочани-Штип, за да го искажат незадоволството од ниските цени по кои се откупува оризот. На протестот во селото Облешево, тие нагласија дека наместо за празнично одбележување, принудени биле токму на тој ден да излезат на улица и да бараат праведно вреднување на нивното производство. Со актуелните откупни цени имале загуба од најмалку 50 евра по единица површина, поради што оценуваат дека оризопроизводството веќе нема економска оправданост. Ние не кеме да протестираме. Од државата ние сме единствени што не тражиме ништо. Ние бараме само откупувачите да го откупуват 40, значи вели од 80 и тие 5 денара маржата пак да се ја зимат. Ние сме единствени како земјоделци што од државата не бараме помош. Не ни требаат субвенции, нека и поделат на некои други. Бараме производна цена, да живееме достоинствено, да ги сервисираме нашите потреби. Ништо друго не бараме. Повеќе од 20 дена има како се утврдени производните цени, тие изнесуваат 27 денари, откупот се одвива по цени од околу 24, 23, 25 денари, што е недозволиво. И од тие причини практички на некој начин и стагнира жетвата на оризот. Значи, во минати години, во овој период имаше прибирање на 50% од реколтата, дека денес може да заклучиме дека од 5 до 10% е приберена годинашна реколта, што само по себе укажува на незаинтересираноста, на разочараноста на земјоделците и така натаму. Значи, инертниот однос на Министерството и на сите надлежни субјекти е недозволив во вакви услови и треба час поскоро да се изнајде решение кој ќе ги задоволи потребите и интересите на земјоделците, доколку сакаме оризот и натаму да обстојува на овие простори. Иако жетвата на оризот е во тек, земјоделците рекоа дека се разочарани и незаинтересирани да го приберат родот. Ако не се најде решение што ќе ги задоволи нивните потреби, тогаш оризот на ова подрачје во наредните години ќе престане да се сее и сосема ќе исчезне. Едноставно земјоделието ќе замре на овие простори, нивите ќе мораме да ги напуштиме поради тоа што ќе бидат зголемени трошоци. Имаме во најава дека вреќе ѓубриво ќе биде и над 25 кг над 2500 денари. Што значи дека на оваа цена ние не можеме да планираме производство, а со зголемување на трошоците уште повеќе ќе мора да ги напуштиме површините и да бараме спас во некоја друга дејност. Верували или не, ако еден човек ја напушти нивата еднаш, тој повеќе нема да се врати таму. Имаме веќе примери овде во нашите села, значи напуштил 10-20 декари, повеќе не се враќа на тие површини. Само трева и трска расте таму и тоа е сликата која што ја гледаме веќе 20-30 години. Оризопроизводителите најавија дека протестите ќе продолжат и во наредниот ден. Дополнително ќе се координираат дали блокадите ќе бидат преку еден ден или најмалку еднаш неделно. Центарот за јавно здравје од Кочани во соработка со Институтот за јавно здравје од Скопје ќе постави мониторинг станица за следење на нивото на радиоактивност во животната средина. Поставувањето на станицата во градското подрачје ќе се реализира во рамки на проектот на Европската комисија за инсталирање мрежа за рано предупредување и мониторинг на радијација. Договорот се состои во набавка и инсталирање на опрема за националните мрежи за следење на радиацијата за рано предупредување во земјите од Западен Балкан. Тоа ќе им овозможи на сите држави, меѓу кои спаѓа и нашата, да се интегрираат во мрежата на Европската Унија за следење на радиоактивноста на животната средина EURDEP. Опремата што ќе се испорачи и инсталира ќе овозможува да се реагира на какви било настани поврзани со ослободување радиоактивни материи. При тоа ќе се врши пребарување, категоризација и прелиминарна карактеризација на радиоактивниот материјал, истакнуваат од Центарот за јавно здравје во Кочани. Во моментот тече рокот на тендерската постапка за набавка и инсталирање на мрежата за следење на радиоактивноста на отворен простор. Од Кочанскиот центар за јавно здравје додаваат дека инсталирањето на опремата е од голема важност за заштитата и безбедноста на граѓаните, но и за одржувањето на здрава животна средина. Врз основа на законските одредби, а заради транспарентност во работењето,
Локалната самоуправа на Кочани објави јавен повик за прибирање предлози од граѓаните, од урбаните, местните заедници, како и од здруженијата на граѓани и институции со предлог идеи и проекти. Тие можат да се вклучат во креирањето на програмите на општина Кочани за буџетот за наредната 2023 година. Според повикот, ќе бидат поддржани проекти од културата, образованието, граѓанскиот сектор, социјалната заштита, спортот, младите, меѓународната соработка, комунални работи, локален економски развој, урбанистичко планирање, животна средина и други области од надлежност на општината. Распределбата на средствата од буџетот за наредната година, наменети за финансирање на проекти и активности, општина Кочани ќе го врши врз основа на критериуми и приоритети. Временската рамка за спроведување на проектите е до крајот на 2023 година. Податоците, предлог проектите и активностите со финансиска конструкција треба да се достават на посебна пријава што може да се подигне во едношалтерската канцеларија на општина Кочани или пак од официјалната веб страница на општината. Поднесоците во електронска форма можат да се достават на имейл адресата info@kocani.gov.mk со назнака за јавен повик за предлог проекти за развојни програми од делот на инфраструктурата, комуналните работи, урбанистичко планирање и слично. Исто така, документите можат да се достават и во едношалтерската канцеларија на општината најдоцна до 18 октомври. Пријавите со предлозите од областа на спортот, културата, социјалната заштита и слично можат да се доставуваат најдоцна до 20 ноември годинава. Општина Зрновци продолжува со почнатите проекти за подобрување на сообраќајната инфраструктура во трите населени места, во чии рамки инвестира средства од сопствениот буџет. Веќе е потпишан договор со фирмата изведувач, која во наредниот период ќе треба да постави нов асфалтен слој на коловозот на 700 метри улици, како и на 100 метри квадратни паркинг простор. Вкупната вредност на инвестицијата е 2.930.000 денари. Според подпишаниот договор на претходно изработениот план, изградба и асфалтирање ќе се врши на две нови и реконструкција и проширување на една улица, и тоа во селата Видовиште и Мородвис. Се работи за крак 1 од улицата Трифун Вангелов во село Мородвис, како и од дел 1 и дел 2, како и крак 1 од улицата Арсо Ангелов во селото Видовиште. Од општина Зрновци најавуваат дека со градежните активности за реконструкција и асфалтирање на овие улици ќе се почне во текот на наредната недела. По повод 11 октомври, денот на македонското востание, букети свежо цвеќе на спомен обележјата во Кочани положија делегации од локалната самоуправа и од Советот на општината, како и членови на Сдруженијето на борците. Своји делегации имаа и општинските организации на ВМРО ДПМН, СДСМ и Левица. При тоа присутните им оддадоа почит на сите борци од Кочанскиот регион, кои се вклучиле во антифашистичкото востание на македонскиот народ и за слободата ги дале своите животи. На свеченоста по повод празникот присуствуваа и членови на Сдруженијето Јосип Броз Тито. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито, како што знаете, секоја година ги обележува сите празници поврзани со македонскиот народ и неговата успешна борба во ослободувањето на Македонија заедно со останатите југословенски народи. Бидејќи веќе беа пукнати пушките во другите републики во Југославија, конечно пукна и пушката во Прилепи во Куманово во Македонија, со која македонскиот народ ја најави својата борба против фашистичките окупатори, германски, бугарски, италијански и други фашистички сили кои што се наоѓаа во Македонија. Таа борба конечно успеа и Македонија заедно со останатите македонски, заедно со останатите југословенски народи се ослободи од фашистичките окупатори и ја формира Социјалистичка федеративна република Југославија, која што беше символ на слободата и символ на народното владење. Представниците на делегациите кои положија цвеќе на бистите на правоборците Љупчо Сантов и Раде Кратовче, како и на споменикот на Никола Карев во паркот на Револуцијата, истакнаа дека 11 октомври е еден од најсветлите датуми во македонската историја.
Традиционалниот празничен 11 октомвриски планинарски марш што го организира планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани, од годинава прерасна во меморијален марш посветен на еден од основачите на организираното движење во природа во Кочанскиот регион, Благој Јанков Гоне. 20 членови на планинарски и рекреативни друштва, како и љубители на пешачењето и природата од Кочани, но и гости од Скопје, во вторникот на 11 октомври учествуваа на искачувањето до врвот Руен на надморска височина од 2252 метри. На стартот на меморијалниот марш, за професорот по физичка култура и двигател на многу спортски дисциплини во Кочанско, Благој Јанков Гоне, говореше Благој Пенов, негов колега и врсник. Пенов ја истакна значајната улога што ја имал Јанков кај младата популација со активности и основање спортски клубови, каков што е женскиот ракометен клуб Кочанчанка, потоа пливањето, скијањето и гимнастиката. Посебно беше нагласено влијанието на Јанков за рекреативното движење, кое и самиот го практикувал до крајот на својот живот. Една од основните работи беше да можеме да се организираме, велеше да направиме младината, децата, граѓаните да може да засекат природата. И затоа се определи дека ајде вика ќе почнеме ние како зачеток на сета работа, мала група, да почнеме да се движиме во природата. И сакавме да направиме рекреативното движење да стане популарно во градот. Голем број вика дека ние сме ридари, одиме по ридови, меѓутоа тоа не е така. Ние одевме, ако ја земеме километражата, некаде просекот се движиме 20 до 22 километри просечно неделно да можеме да одеме. И идејата беше да можат граѓаните да почувствуваат природата, да ја засакат природата, да видат колку е таа природа убава. Учесниците на меморијалниот марш посветен на Благој Јанков Гоне поминаа близу 6 часа пешачење до највисокиот врв на Осоговските планини и назад, на моменти проследени со магла, ветар и ситен дожд. Меморијалниот марш поминал во добра организација и ред, а голем дел од учесниците очекуваат тој да стане традиција, начин што ќе потсетува на делата што Јанков ги оставил зад себе.